Добар ден, ученици. Јас сум Душко Николовски, наставник по етика во 7 оделение во Основното училиште Свети Климент Охридски од Делчево. Вие денес за прв пат се запознавате со наставниот предмет етика во 7 оделение. Се надевам дека ќе ве заинтересирам за наставниот предмет и дека ќе покажете голем интерес да го изучувате и да бидете успешни, бидејќи етиката е многу важен дел од животот на секој човек. Денес ќе се запознаеме со првата наставна единица од наставниот предмет етика. Тоа е наставната единица што е етика. Цели на денешниот наставен час ќе ни биде вие да се запознаете со значењето на наставниот предмет етика и да се запознаете со значењето на поимите етика, добро, зло, етички избор и етичко образование. Па да почнеме со ред. Што е етика? Некој од вас досега во секојдневниот живот на телевизија, гледајќи некој филм, сурфајќи на интернет или пак во училиштето сте слушнале за поимот етика. Они од вас кои што го избрале предметот етика во религиите во 6 оделение, веќе треба да имаат основни познавања за етиката. Но кога сме овде кај предметот етика во религиите, сакам да ве замолам да правите разлика, бидејќи етика во религиите се однесува на етика на религиите, се изучува во 6 оделение, а етика во 7 оделение е општо за етиката и тој се изучува со 1 час неделно, за разлика во етика во религиите со 2 часа неделно. Добро, сега сигурно тие што учеле етика во религиите веќе сте ја слушнале дефиницијата, општо прифатената дефиниција за етика, но ќе ја кажеме и сега. Дефиниција која што општо прифатена за определување на поимот етика е следната. Етика е наука за моралот. Одиме понатаму. Основни етички категории. Секоја наука има своји категории или основни градбени елементи. Како што броевите се за математиката, буквите за јазиците, така и етиката како наука има своји категории. Основни етички категории се доброто и злото. Мислам дека секој од вас во својот живот се среќава често со овие два поими добро и зло. Одиме понатаму. Сега треба да го определиме доброто со нешто што од нашиот секојдневен живот. Доброто може да се определи на повеќе начини. Значи, добро е она што е позитивно. Значи, да бидеме позитивни, да гледаме добро на животот, позитивно, секогаш да гледаме да помогнеме и така натаму и така натаму. Добро е исто она што е корисно. Се што е корисно за нас треба да биде и добро. Добро тоа исто така може да биде и она што ни се допаѓа. Значи, тоа што ви се допаѓа треба да биде и добро. Добро она што го избираме. Значи секогаш кога треба да избираме, ние секогаш гледаме да го избираме тоа што е добро за нас. Исто така кога некој пријател ќе праша да препорачаме нешто за него, ние му го препорачуваме она што е добро. Но сето тоа, сите тие определби на доброто, како што е позитивно, корисно, дека ни се допаѓа, го избираме, го препорачуваме, нема никакво значење ако ние доброто не го правиме. Значи, треба да действуваме добро, да правиме добрине. Значи, добро е она што треба да го правиме. Значи, комплетна спротивност на доброто е злото. Па и од тоа излегуваат определбите на злото. Пример, ако доброто беше позитивно, злото е она што е негативно. Ако доброто беше тоа што е корисно, злото е она што не е корисно. Исто така, ако доброто ни се допаѓаше, зло е она што не ни се допаѓа. Доброто ако го избиравме, злото е она што не треба да го избираме. Исто така, доброто ако го препорачувавме на луѓето, злото е она што не треба да го препорачуваме. И на крај најзначено, значи ако треба да правиме зло, значи зло е она што не треба да го правиме. Гледате од овие определби дека зло е, дека доброто и злото се комплетни спротивности едно со друго. Добро, одиме понатаму. Понатаму имаме етички избор. Значи, етиката говори за тоа што е доброто, а што е злото.
Таа покажува што е добро, а што е лошо во животот. А и во сите области, во работата, во семејството, во односите меѓу луѓето, во разните цели и постапки на човекот. Етиката не учи како да го препознаеме и избегнеме злото и да го избереме доброто. Препознавањето и избирањето на доброто се нарекува етички избор. Значи секогаш треба да го избирате доброто и да го избегнувате злото. Знаете ли која наука ни помага да го избереме доброто, односно да го препознаеме доброто? Тоа е етичкото образование. Етичко образование. Етичкото образование е составен дел од изградбата на зрела, слободна и одговорна личност. Со етичките знаења, човекот ќе го избере вистинскиот пат во животот. Ќе работи добро, ќе ја чува животната средина и правилно ќе се однесува спрема луѓето. Заради сите работи кои што досега ги кажавме на овој наставен час, од особена важност е учењето етика. Се надевам дека ве заинтересирав за наставниот предмет, не сакав да биде многу обемен материјалот, основните работи кои што ни се значени за почетокот, и се надевам дека и моите колеги, другите наставници по етика ќе ве заинтересираат за предметот и тој ќе стане составен дел од вашиот живот, бидејќи е многу важен за во изградбата на една добра, напредна, зрела личност и одговорна личност. И за крај имам подготвено неколку прашања за вас за домашна задача, кои што треба да се ги одговорите во вашата тетрадка. Тие прашања ќе бидат еден вид повторување на овој час. Јас сега ќе ви помогнам со тоа што ќе ви ги кажам одговорите, но сакам и вие потоа самите тие одговори да ги напишете во вашите тетрадки со цел подобро да ги научите. Првото прашање гласи што е етика. Етика значи просто и едноставно вие наука за моралот. Второ прашање, кои се основни етички категории? Едноставно е. Основни етички категории се доброто и злото. Трето прашање, што е етички избор? Етички избор представува препознавање на доброто и избирање на доброто. И зошто е важно етичкото образование како четврто прашање е етичкото образование ни помага ние да станеме личности кои што ќе бидат свесни за тоа што е добро, а што е зло. И на тој начин ќе го направиме правилниот етички избор. Се надевав дека добар беше часот, дека ве заинтересирав за наставниот час етика и за наставниот предмет и се гледаме во некој нареден час. Довидување.